Гостивар е една од ретките општини во Македонија која години наназад бележи позитивна стапка на природен прираст, односно повеќе новороденчиња отколку починати. Годишно на гинеколошкото одделение во Гостиварската болница се раѓаат околу 900 бебиња, додека околу 200 гостиварки породувањето го вршат во болниците надвор од градот. Позначајно поместување во бројката на новородени не е забележано подолго време. Во текот на 2015-та во болницата се родиле 870 деца. Следејќи уназад неколку години, ние немаме некоја драстична промена. Се вртиме, го заокружуваме годината со 900 раѓања. Така што и ова година сметаме дека до крајот на годината ќе ги надминеме тие 900 раѓања и се движиме последниве години, 5-6 години на истата бројка, 900, 920, 930. Ова сигурно не е реалната бројка, пошто јас во соработка со матичната служба и вакцинациите во Гостивар имам податоци дека нивната бројка е малку повисока од нашата бројка која ние соопштуваме тука во нашето одделение, а тоа се должи на раѓањата кои се извршуваат надвор од нашиот град или нашата болница. Раѓаат ли гостиварки, близнаци и тројки? Статистиката на гинеколошкото одделение покажува дека последната тројка во Гостивар е родена пред 10 години, но затоа близнаците не се така редок случај. Тројки не можеме да се фалиме, последната тројка е пред 10 години кај нас. Тие исклучиво поеќе тие тројки се со инвитро фертилизација и најверојатно таму каде што е извршено фертилизацијата завршуваат и раѓањата, а близнаци имаме досега 7 парови близнаци до моментот. Статистиката во однос на полот кај нас се движи, значи 49 за ова година се движи 49% машки, 51 женски. Значи кажи речи си пола на пола се делени. Немаме некоја статистика така која би покажувала дека има некоја огромна разлика. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, на ниво на Македонија бројот на новороденчиња е намален за околу 3% споредено со лани. Тетовската публика представи разните манифестации во Центарот за култура во Тетово ги следи на температура под нулата. На новогодишниот концерт на Сдруженијето Илјантески смок во салата немаше грејење. За жал денеска последниот концерт го изведуваме под ладна просторија. Нашиве граѓани дојдени се тука да уживаат во културата, а не да се смрзнуваат. Од Центарот за култура велат дека парите од буџетот на Министерството за култура предвидени за грејење доснеле. Наместо во септември средствата стигнале месецов, но за да биде набавена нафтата за грејење треба да се објави тендер, процедура која ќе потрае неколку недели, изјавија од Центарот. Има посебна ставка на буџет во буџетот за грејење, збориме за таа ставка, поради тоа што буџетските средства се наменски и не може да се користат за нешто друго. За ова година некаде 7 до 8 тона, зависи во моментов колку ќе биде цената, висината на цената, во моментот на објавување на огласот, и некаде 7 до 8 тона би имале, што би се крпело ова сезона. Поради проблемот со затоплување, голем дел од представите се откажуваат. Одредени организатори на манифестации сами набавуваат нафта за грејење. Салата, како што знаете, вани беше ужасно ладно. Годинава се потрудивме сите овде кај што сме да обезбедимо грејење. Од Центарот за култура Илјантески смок Тетово ветува дека проблемот со грејењето ќе биде надминат наредниот месец, кога се очекува на објавениот јавен тендер да биде избран најповолниот понудувач на нафта за затоплување.
8-годишно момче итно е префрлено на скопските клиники поради сериозноста на повредите здобиени откако во него удрило возило. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи вчера во 14 часот на регионалниот пат Тетово село Пирок, поточно пред раскрсницата за село Горно Седларце, се случила сообраќајна незгода во која 34-годишен жител на село Боговиње, управувајќи патничко моторно возило Мерцедес со словачка национална ознака, удрило во пешак на возраст од 8 години од истото село. Во незгодата пешакот се здобил со повреди и по укажаната лекарска помош во клиничката болница Тетово е префрлен во ургентниот центар во Скопје. Увид на лицеместо извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Традиционално годинава по четврти пат вработените во автомобилската индустрија во Тетово се собраа на заедничка забава. Во предновогодишно расположение измина и вчерашната средба на која освен што имаше многу музика, се склучија нови познанства и пријателства, а се споделија искуства во работата. Традиционално се собираме по четврти пат секоја година сите сервисери во Тетово и пошироко. Ние го представуваме дизел сервис Бош и така тука си правиме веселба многу убава. Ова ни е четврти пат, па дај Боже и да направиме и многу повеќе. Како што рече колегата, по четврти пат се собираме на оваа традиционална средба на еснафи во автомобилската индустрија, сервисери, продавачи на возила и така натаму. На сите мои колеги, мои пријатели, наши муштери им посакуваме среќна 2016 година, им посакуваме многу здравје, среќа и успех во животот. Со традиционален новогодишен турнир од бојкарскиот клуб Бамикор од Тетово ја круниса оваа година. На денес одржаниот турнир спортските сили ги измерија два од бојкарски клуба од Тетово и еден од Скопје, но целта на турнирот повеќе беше дружба и забава отколку надпревар. Која година организираме бојкарски турнир, воспоставен од доктор Раско Митовски, за жал не е меѓу нас, но наша цел е и наша опрска е да го продолжиме тој и да го одржиме. На овој турнир гостини се екипата Јанта Воле од Скопје и екипата Топ Спорт од Тетово. Целта на овој турнир е децата да се дружат, да им честитаме нова година, ќе бидат доделени наши собствени календари и пехари ќе имаме исто доделени, ќе им бидат. Јас се викам Луција Гечевска и настапувам за одбојкарски клуб Бамикор. Која година поред учествуваш на овој предновогодишен турнир? Трета година. Какво е задоволството еве да се учествува на еден ваков традиционален турнир каде целта е и дружба? Задоволството е многу убаво, се дружиме и стекнувам нови пријателства. Тоа. Се викам Мија Аврамовска, овде настапувам за Бамикор. Кажи ми која година поред учествуваш и колку победи до сега сте извојували? Сме извојувале многу победи, а четврта година поред ми е како тренирам веќе овде. Какво е чувството еве да се настапува на еден ваков надпревар? Многу е забавно, се дружиме, учиме нешто ново, другаруваме. Турнирот во одбојка се одржува традиционално години наназад, односно од самите почетоци на приватната здравствена установа Бамикор Медика од пред 18 години, а целта е да се види личниот напредок и квалитетите на учесничките во школата. На денешниот турнир, учествуваат одбојкарки од 2002 годиште и нагоре. Целта на овој турнир е да има дружба помеѓу екипите, да има правилен развој и раст на девојчињата. Ја користиме оваа прилика да им честитаме нова година на сите спортски работници, нашите пријатели и спонзорите кои не помагаат во нашето надпреварување. Годинава на традиционалниот новогодишен турнир во организација на одбојкарскиот клуб Бамикор од Тетово за прв пат гостуваа одбојкарките на одбојкарскиот клуб Јанта Воле од Скопје. Потребни се такви турнири и многу сме благодарни на Бамикор што ме поканија и ќе не биде чест задоволство и друг пат да присуствуваме на ваков турнир. Ако бидеме поканети, никош нема да откажеме учествува. Така да
убаво за девојчињата, убаво за спортот. Супер е, значи треба почесто да се организираат, не само овде, ќе се трудиме и ние како одбојкарски клуб да направиме таков турнир во Скопје и здраве ќе поканим и Бамикор и се надевам и тие ќе дојдат како не ќе дојдат. Колку години постои Јанта Воле? Па Јанта Воле постои 8 години, 3 години се надпревара во прва лига, значи како во сениорки, додека во младински категории и во кадетски се надпревара уште од самото постоење. На крајот од денешниот традиционален новогодишен турнир во одбојка вообичаено беа доделени пехари и новогодишни календари за сите учесници на турнирот. Во неделното видео интервју на Радио Слободна Европа гостува председателот на Сдруженијето на новинарите на Македонија Насер Селмани, кој зборува за преговорите според договорот од Пржино, кои се однесуваат на медиумите. Господине Салмани, преговорите за медиумите како да заглавие во ќорсокак. Што мислите, може ли да очекуваме наскоро квалитетно решение? Прво, ние не знаеме дали воопшто преговорите за медиумите ќе продолжат. Јас, да бидам искрен, очекував ваков однос од власта, затоа што мислам дека на нив медиумите се им поважен инструмент во одржувањето на власта, отколку, да речеме, обвинителот или откажување од неколку министерски места. Затоа што системот на владење на ова владеачка гарнитура е таков што без медиуми тие не би можеле да ја продадат приказната за која што ја убедуваат македонската јавност. Прво сакам да кажам што се случува на преговорите. Мислам дека преговорите се блокирани по вина на владеачките партии. Чудно е што Дуи на почеток ги поддржуваше предлозите на господин Ванхојте. Умеѓу време се откажале и сега застануваат на страната на ВМРО, која што практично предлага ништо да не се смени. Веројатно тоа се односи меѓу коалициони партнери и предпоставувам, ние може само да предпоставуваме за што стои зад премислувањето на Дуи да се откаже од поддршката на ставите на Ванхојте. Веројатно се работи за притисоци, закани, уцени. Само тие знаат. Меѓутоа, битно е што сега во преговорите имаме таква позиција што опозицијата ги поддржува ставовите на господин Ванхојте, додека власта силно се спротивставува. Ја мислам дека дали може да очекуваме квалитетно решение. Ја мислам дека прво ние треба да меѓународната заедница како еден од гаранторите треба прво да најде начин да ги деблокира тие процеси. Скопјанката Стојна Митреска има 70 години, а веќе 2,5 живее во домот за стари лица Киро Крстевски платник во Прилеп. Но условите за живот вели се далеку од очекуваните, особено годинава. Речи си секој ден смрзнува од студ, зашто нема доволно греење. Нека ни пуштаат од 6 до 8 на сабајле, ние задоволни ќе бидеме и вечер од 5 до 7. Пак ќе се затопли собата, малце ќе имаш на душата, а ние само кога има бајњање ќе го пушта 2-3 сата и тоа е сето. Незадоволни од сместувањето и условите во домот се и други штитеници. Салата нема. Супа нема. Еднаш седмично супа во сабота, кога имаме бело печиво за ручек. Овие граѓани примаат редовна терапија, ама сега лековите сами си ги купуваат. Јас секој месец плаќам апчина по 1500 dinara. А редовно без доцнење тие секој месец за својот престој плаќаат на сметката на домот минимум по 9400 денари. Јас месечно дали имам, дали немам, ја мора да соберам. 17.000 за мене за жена. Јас добивам некаде околу 16.000 денари пензија, меѓуто сумарум не можам да излезам накрај. Рекоја тие дека 9400 кошта стартно овдека. Во оваа установа се сместени вкупно 128, од нив 39 штитеници преку меѓуопштинските центри за социјална работа. Значи тогаш кога ќе
стане таа состојба алармантна, ако стане алармантна, нормално ќе превземеме активности. Но дали недостигот на грејење или грејење од еден час не е алармантна состојба? Значи, сепак треба да имаме во предвид дека ние треба да имаме и друг капацитет на располагање. Во домот набрзо по снимените разговори со штитениците е обезбедено грејење, но другите проблеми остануваат. Реакциите пак на блиските од семејствата на штитениците не стивнуваат. Ти се болни луѓе, му треба посебна нега, му треба посебна хигиена, му требаат лекарства. Значи, ја не знам кај одат тие пари. Толку се вложуваше. Значи, секоја фамилија дава пари. И парите од луѓето сместени во оваа општинска јавна институција. И парите од граѓаните кои што по разни основи се уплаќаат во општинскиот и буџетот на министерството. Се прелеваат, трансферираат на сметката на домот за стари лица во Прилеп. Прашањето е каде одат овие народни пари? Одговор побаравме од екс-директорот Дарко Рибаровски, кој замина од фирмата со блокирана сметка и се врати на старото работно место во општина Прилеп. Не одговор, ама од Рибаровски добивме опомена со тужба, доколку му се импутираат изјави. Следна шанса за снимање во домот немавме, откако едно лице од обезбедувањето предизвика инцидент. Го фрли микрофонот, забранувајќи и на екипата на Мета да снима дури и во просторијата строго определена за тоа. Новоизбраната директорка Ирина Стериовска пак остана категорична на ставот. Изјави на мејл: снимање само кога ќе има позитивни вести, зашто штитениците се вознемируваат. Во оскудната мејл кореспонденција таа сепак потврди. Сметката на домот е блокирана за долг од 13.887.407 денари, што е во висина на едногодишните приходи од самофинансирање. Стериовска одлучи на јавноста да и презентира и селективна слика за приходите и расходите, само од сметката на самофинансирачките активности, а не и блок дотациите. Сепак од Министерството за труд и социјална политика ги добивме податоците за парите од блок дотациите за истиот период, што треба да бидат наменети за плати на 20 вработени преку ова министерство, трошоци за грејење, храна, лекови на штитениците. Податоци за финансиската слика на домот не добивме ниту од општина Прилеп, иако оваа јавна општинска установа доби пари од граѓаните прелеани од општинскиот буџет. Делумно вистината за тоа каде се трошат парите може да се добие сепак од службениот гласник, објавен на веб страницата на општина Прилеп. Сликата на приходите од 2014-та, објавена во службен гласник број 3 од март годинава, покажува дека вкупните приходи на домот биле околу 26,4 милиони денари. Од сметката на блок дотациите се исплаќале плати за 20 вработени и други трошоци во домот, а од парите од станарите, од народната кујна и минимални средства за солидарност се плаќаат плати за 22 други дополнително вработени по оценка на раководството, и тоа во висина од 5 милиони и 340 илјади денари. Според директорката, сега овој број е намален за еден, но сите 41 вработен се потребни за непречена работа на домот. А домот пред 10 години само добивал 3 пати помали средства од министерството. Работеле само 25 мина. Плаќани со парите од блок дотациите. Загуби немало, но имало пријатни услови за штитениците. Финансиската состојба беше солидна и никогаш не сме имале проблеми во редовното работење на домот. Токму поради ова, опозицијата на четврта пресконференција неодамна побара ревизија на финансиското работење на ова општинска јавна установа. Денес имавме сончево време, дуваше слаб до умерен северен ветер, утринската температура се движеше од -6 до 2 степени, а дневната од 9 до 16 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура ќе се движи од -6 до 2 степени, а дневната од 8 до 17 степени.